Интернационална театарска група составена од актери од поранешните југословенски републики од Охрид, каде деновиве ја играат детската театарска представа Цветот на влюбената пчела, тргнаа во хумана мисија која има за цел собирање средства за помош на населението во регионот на Јабланица и Коњиц, кои претрпеа најмногу оштетувања во неодамнешните поплави во Босна и Херцеговина. Ideja je da sredstva koja prikupimo danas nakon ove predstave, da ih usmjerimo za nastradale u Jablanici, Bosni i Hercegovini. Идејата меѓу другото е и на најмладите да им ја пренесат пораката, што повеќе да го негуваат пријателството и љубовта едни меѓу други. I da ostavimo jednu vrijednu poruku. Ako se udružimo i ako smo zajedno, onda sve probleme u životu koji nas iščekuju i koji nas zadese možemo provazići mnogo lakše. Во Охрид беше само дел од актерската екипа. Представата ќе прошета низ повеќе градови во поранешна Југославија со цел да се соберат што повеќе средства од продажба на влезници. Mi smo uvek tu da pomognemo kome god treba i na način kako mi najbolje umemo i znamo. Ali obzirom da smo mi u našim srcima i tako jeste jedan narod, nastojimo da to pokažemo i u ostalim našim, ajde da kažem, bivšim republikama. Ovo je samo jedan mali deo koji ćemo da prikupimo, već planiramo neke predstavice u Vrnjačkoj banji. Mi smo i ranije pomagali i deci, humanitarno radili i bolesnoj deci u Vrnjačkoj banji, i ADO u Bosni i Hercegovini, tako da kome god je bila potrebna pomoć, mi smo se odazvali, onako samo inicijativno smo se skupili, dogovorili i eto. Onda kažem po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Идејата за овој хуманитарен караван е на Сдруженијето на поети за возрастни и деца од Кладањ, Босна и Херцеговина. Благодарност до училиштата, до оние наставнички кои што се одзваа на ова и секако до родителите и до децата кои што дојдоа на оваа представа, се со цел да се гради солидарноста, хуманоста, да се поттикнува кај младите емпатијата и чувството да споделат вакви и несреќи, но и добри практики, добри чувства. Катастрофалните поплави кои ја зафатија Босна и Херцеговина однесоа 20 човечки животи, а илјадници луѓе останаа без покрив на главата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.